Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Многу често, ако не и пречесто, се жалиме. Даваме, упатуваме поплаки за се и сешто. Дали ни поминува ден, а да не се поплачиме за нешто? Дали ни е навика да се жалиме за нешто? Кај Небесниот Татко не постои оддел за поплаки. Туку предизвиците се разрешуваат преку молитва верувајќи му, а не жалејќи се постојано. Кога постојано упатуваме поплаки, му даваме простор на непријателот, на ѓаволот, да работи во нашиот живот. Да замислиме како се чувствува Небесниот Татко кога неговите деца се жалат на се и сешто, и покрај тоа што тој направи и прави се за нив. Толку жртви, толку љубов. Жалењето, кукањето, мрштењето, поплаките станаа како автоматизиран одговор на каква била непријатност, нелагодност, незадоволство од нешто во животот. Дали сме свесни што правиме со тоа што наоѓаме мана на се и сешто, што укажуваме на неправилности и се жалиме постојано? Денешното издание на Елиезер го посветувам на подигнување на свесноста за тоа колку се поплакуваме и дали постои реална основа за тоа, и што можеме да сториме наместо да се расфрламе со поплаки за се и сешто. Шестиот стих од 4 глава од посланието Филипјаните гласи: За ништо не грижете се, туку во се преку молитва и молба со благодарност изјавувајте ги пред Бога своите барања. А во прво послание до Солуњаните 5:18-19 стои: Благодарете за се, оти таква е волјата Божија во Исус Христос спрема вас. Не гаснете го духот,
а според друг превод, немојте да го задушувате дејството на Светиот Дух. Што значи задушување, односно гаснење на Светиот Дух? Доколку во нашиот живот се одвиваат разни ситуации и ни треба Божјата помош. И во исто време се молиме, но и се жалиме за истата работа. Тогаш нашето жалење, односно нашата поплака, го стопира Светиот Дух од можноста да работи во нашиот живот или дадената ситуација. Како пример, кој е прикажан за резултатите од поплаките на еден народ, е периодот кога израелците патува од Египет до ветената земја. Од потребните 11 дена во пустината прераснаа во 40 години. Истото се однесува и на нас. Колку месеци или години ја минуваме истата патека низ пустината барајќи ја ветената земја. И не сфаќаме што е тоа што не задржува. Понекогаш не се сложените работи, туку едноставните. Која беше причината за тие 40 години вртење во круг? Нетрпеливоста, бунтовноста, обвинување на Небесниот Татко за нивните проблеми, обвинување на Мојсей за нивните проблеми и премногу поплаки од нивна страна. А замислете, имаа храна која беше наречена мана, која Небесниот Татко им ја праќаше од небото секој ден. И тоа за секој човек по неговиот вкус. А луѓето му возвраќаа со следниве спорови. Зошто не изведе од Египет, па да умреме во пустинава? Тука нема ни леп, ни вода, а во душата ни омрзната лоша храна. Постојаното поплакување, жалење, самосожалување, наоѓање мани и слично. Значи дека свесно сакаме да останеме во истата состојба, односно не сакаме да преминеме во состојба на благодарност која носи се поголеми благослови. Многу лесно и да се забележуваат недостатоците, недостигот, неправилностите и слично. Полесно ни е да го забележуваме она што го немаме, отколку она што го имаме. Фокусот ни е погрешно насочен. А со тоа што обрнуваме внимание на тоа што го немаме, всушност го пропуштаме она што го имаме. Зашто сме благодарни денес? Што имаме? Да направиме листа на нешта кои ги поседуваме, вклучувајќи ја состојбата на нашето тело, психа, социјален живот и така натаму. Дали сме благодарни за неопходните работи што ги имаме? Чиста вода, дом, облека и така натаму. Листата е долга, иако ние мислиме обратно. Дали секој утро се будиме со благодарност кон Небесниот Татко за се што имаме? Во послание до Филипјаните 6:6-7 нагласено е: Не грижете се за ништо, туку во се преко молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите просби пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. А во втората глава стои: Правете се без мрморење и двоумење, за да бидете прави и чисти, непорочни чеда Божји, сред изопачено и развратно поколение, во кој светите како светило во светот. Што значи? Да не се жалиме и кукаме постојано како што прават другите, туку постојано да бидеме благодарни за се и во се. Да бидеме искрени. Во светот во кој живееме, скоро секој ден се наоѓаме во ситуација да го правиме она што го прават другите. Дали од причина да бидеме прифатени во средината на работното место, во семејството, меѓу пријателите, во друштвото, можеби од немарност, сметајќи дека не е важно, но резултатот е повеќе од очигледен. Односно,
Се прилагодуваме на погрешното и стануваме дел од истото. Дел по дел се менуваме. Стануваме она што го правиме. Она што го мислиме, она што го зборуваме, она што го слушаме, она што го гледаме, и тоа не формира како личности. Овој принцип се однесува за се во животот. Истиот принцип важи и за негативните и за позитивните промени кај нас. Ништо не е статично. Како што сме се промениле на негативно, така можеби да се промениме и кон позитивно. Промената е дел од нашето секојдневие. Разликата е во нашата слободна волја. Која одлука ја носиме денес? Дали ќе се насочиме кон позитивното или кон негативното? Дали ќе одберам да се поплачам или да се заблагодарам? Да ја тргнеме бариерата дека само нам ни се случуваат лоши работи. Секој од нас поминува низ различни нешта. Важна е реакцијата кон тие нешта, кон тие околности. Да, за се е потребно време, адаптација. Но да се биде заглавен во ситуацијата и свесно да одлучиме да се жалиме, тоа е веќе свесно донесена одлука од наша страна. Постојаните поплаки за ситуацијата не ја менуваат истата. Ситуацијата се менува со проактивност, преземање акција, чекор по чекор. Искажувањето благодарност раѓа чувство на мир, смиреност, а тоа носи почист ум за правилно расудување, носење на подобри одлуки, раѓање на сила за правење на нови нешта. Едноставно излегуваме од сферата на негативното и деструктивното и му даваме простор на новото и позитивното. Да се разбереме, ѓаволот ќе направи се за да не вознемири, да не изнервира, да ни го направи животот мизерен. Ќе ги намести околностите така совршено, за да не оттргнат од Божиот мир и спокој. Ако сме свесни за овој факт, дефинитивно ќе имаме сосем поинаков пристап на работите што ни се случуваат. Колку е полесно кога знаеме кој е креаторот, односно виновникот за тоа што се случува. Наместо фрустрацијата да абсорбираме ние, да му ја фрлиме в лице на ѓаволот. Ние сме создадени за убави работи. Негативните нека си ги земе тој. Одлуката ја носиме ние. Ако некој ни даде скапано јаболко, зарем ние од атер и несвесност ќе го земеме и ќе го изедеме? Ако го земеме, тогаш кривицата е кај нас. Зарем не е така?
Која е друга негативна последица од жалењето, од постојаните поплаки? Дали сакаме некои од нашите блиски или познаници или колеги од работа постојано да се жалат за нешто? Зарем не ни создава некаква одбивност, иритација, нервоза? Дали сакаме постојано да слушаме за едно исто безброј пати? Или дали сакаме да бидеме во друштво со неколку кој нас се наоѓа мана? Се поплакува на времето, за околностите, за себе и за се одоколу. Тоа не троши, нели? А што ако сме ние тие кои постојано се поплакуваат за нешто? Не секогаш проблемот е во другите. Соочувањето со нашите слабости и потребата од промена е првиот чекор за трансформација. Корисно е за нас да се ставиме во улога на наблюдувач на самите себе. Да чуеме што зборуваме, да проанализираме како се однесуваме. Плюс, треба да престанеме да се поплакуваме за нештата што треба да ги правиме секојдневно. Да ги обавуваме обврските на работното место, да водиме грижа за блиските, да ги обавуваме домашните обврски, да водиме грижа за нас, било тоа да е нашиот животен стил, пешачење, вежбање, правилна исхрана и така натаму. Да бидеме свесни дека во секоја област од нашиот живот има нешта што сакаме да ги правиме и нешта што не толку ни се мили и сме желни да ги правиме. Истото важи и за во домот и на работното место. Постојаното мрштење и жалење не ни носат позитивни резултати. Токму напротив, ни ја одземаат силата и енергијата. Во се има придобивки и предизвици. Резултатот од поплаките е очигледен. Имаме пример за тоа што се случува кога се поплакуваме постојано. Како што го споменав примерот со израелците во пустината. Затоа и апостол Павле говори во прво послание до Коринтијаните 10 глава. Ова што им се случи ним треба да биде поука за нас. Тоа е запишано во Светото писмо како предупредување за нас што живееме во овие последни денови. За да бидеме свесни до каде сме со поплаките, да си ги поставиме следниве прашања. Дали сме задоволни во поголем дел од денот или животниот период во кој се наоѓаме сега? Апостол Павле во послание до Филипијаните 4 глава пишува: Се научив да се задоволувам со она што го имам. Се учи, па дури и учењето и навиката да не се поплакуваме и жалиме постојано, туку да бидеме благодарни. Одговорите од небесниот татко ги добиваме молејќи се, а не жалејќи. Следно што е важно, да не се поплакуваме за нешто за што не сакаме да преземеме одговорност и да се зафатиме да го промениме. Дали сме подготвени да ги промениме нашите животни навики? Или полесно ни е да се жалиме? Да го земам за пример слабењето. Не се слабее преку ноќ. Потребна е промена на неколку полиња. Храна, физичка активност, трпение, време и така натаму. За се е така. Ако сакаме да воведеме нова навика во нашиот живот, тоа не се случува преку ноќ. Одговорноста е кај нас. Како трето, да не имаме поплака за нешто за што немаме визија за поправка на истото. Во книга Пророк Авакум, 2 глава, пишува: Застанав на стража и стоејќи на кулата наблюдував за да разберам што ќе ми каже он и што да одговорам на укорот од него. Или, според друг превод, наблюдував за да разберам што ќе ми каже он на мојата поплака. Ми одговори Господ и ми рече: запиши го видението и одбележи го на плочи јасно, да оној што ќе чита да може да го прочита. Што значи? Ако имаме поплака за нешто, да имаме визија и да напишеме план како да го решиме тој проблем. Ако не се зафатиме да го решиме, континуираните поплаки не менуваат ништо.
Ако сакаме да намалиме телесната тежина, треба да направиме план за исхрана, физичка активност, да побараме стручна помош, совет и да се водиме според направениот план. Негирањето на ситуацијата не ја решава истата. Ако некој негира дека не пие толку многу алкохол, не го менува фактот дека пие многу алкохол. Истото се однесува и за другите штетни навики. Или, ако сакаме да имаме повеќе слободно време, да проанализираме на што го трошиме времето. Дали вложеното време носи плодови или едноставно така времето тече без конкретни резултати. Овој принцип за решавање важи за сите задачи и предизвици во животот. И на крај, ако решиме за некоја ситуација постојано да се поплакуваме, тогаш да не се мачиме воопшто да се молиме. Тоа се спротивни сили кои се негираат една со друга. Но, да не се грижиме. Небесниот татко неизмерно не сака и сака да ни помогне. Ние само треба да ја прифатиме неговата помош. Ние да го завршиме нашиот дел, а тој ќе го заврши неговиот. Не е доцна за ништо. Покајанието не е само кажување на кајање за сторено погрешно дело, туку изразување на желба за промена. Во прилог на ова издание ви подарува молитва за благодарност наместо поплака. Небесен татко, доаѓам пред тебе со искрена желба да ја искоренам навиката да се жалам и поплакувам. Тоа е товар на мојот дух и пречка да ја сведочам твојата добрина секој ден. Признавам дека и покрај твоите безбројни благослови и милост во мојот живот, понекогаш сум дозволила незадоволството и неблагодарноста да го засенат моето срце. Се покајувам за тоа што сум негативна наместо да бидам благодарна. Помогни ми да не се жалам и поплакувам, туку се што правам да го правам со отворен ум и срце. Помогни ми да го променам начинот на кој размислувам за да им бидам силна светлина на оние околу мене. Кога се жалам, препознавам дека не одам според духот на верата и благодарноста што ти ги посакуваш за мене. Наместо тоа, избирам да се фокусирам на негативното, дозволувајќи му да ги засени многуте благослови во мојот живот. Небесен татко, барам да го преобразиш моето срце и да ми помогнеш да го обновам умот. Моите зборови нека бидат зборови на верба, надеж и благодарност. Секоја мисла што се крива против познавањето Твое да биде заробена и покорна на Христос. И секој збор што ќе го изговорам да му носи слава на Твоето име. Секогаш, кога ќе бидам во искушение да се пожалам, подсети ме на Твојата добрина и Твојот збор нека ми го исполни умот. Дај ми дух на задоволство во сите ситуации, верувајќи дека Ти имаш контрола над нив. Во мојќиното име на Исус Христос се молам. Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос со Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таме каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е лут и гневен.
Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос. Спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гребови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чист, чиста, те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секое добро почитуване. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Георгиевска-Костадинова. Елиезер.